ќе отпочнеме оваа неделна утринска богослужба. И сите заедно да го прославиме неговото име, ќе испееме песната број 23. Славете го Бога и во овој час од љубов кон светот ни подари спас. Го испрати Исус да умре на крст, кон вечниот живот ни отвори пат. Славете Господа, смело воскликнете, славете Господа, радосно запејте. Пристапете сега пред вечниот Бог, за сите му дела прославете го. 23-тиот број. Славете го Бога, заедно овој час, од љубов кон светот ни подари спас. Го испрати Исус да кон вечниот живот ни отвори пат. Славете Господа, смело воскликнете. Славете Господа, радостно запејте. Пристапете сега пред вечниот Бог, за сите му дела прославете го. Искупени со крв на Божиот Син, со вера во Исус сме оправдани. И најголем грешник кој поверува, во тој момент прошка од Бог добива. Славете Господа, смело воскликнете. Господа, радостно запејте. Пристапете сега пред вечниот Бог, за сите му дела прославете го. Најскриени тајни ни открива Бог, и голема радост
ке не обземе, што Исус на небо не го видиме. Смело воскликнете, славете Господа, радостно запейте. Пристапете сега пред вечниот Бог, за сите му дела прославете го. Ќе прочитам од Псалм 71, од првиот до 6 стих. Псалм 71, од 1 до 6 вели вака. Кај Тебе, Господи, се засолнувам, не допуштај да бидам посрамен никогаш. Избави ме поради праведноста своја и спаси ме. Приклони го увото свое кон мене и спаси ме. Биди ми карпа за моje прибежиште. Изведи ме на место сигурно, зашто Ти си моја крепост и моje прибежиште. Боже мој, избави ме од рацете на грешникот, од рацете на престапникот и насилникот. Зашто Ти си моја надеж, Господи, моја верба од младоста моја. За Тебе цврсто се држам од раѓањето мое, Ти си мој покровител од мајчината ми утроба. За Тебе вечно ќе пеам. Нека слава на Бога и за нашата радост и испеем и песната број 49. Имај го во срце Исус, кога си разочаран, радоста ќе ти ја врати, нежно ќе те утеши. Име драгоцено, надеж има во него, име драгоцено на земја и небо. 49 број. Имај го во срце Исус, кога си разочаран. Радоста ќе ти ја врати, нежно ќе те утеши. Име драгоцено, надеж има во него. Име драгоцено на земја и небо. Имај го во срце Исус, тој ќе те засолнува. Тивко повикај го само, кога си искушуван. Име драгоцено, надеж има во него.
земјата. Прекратки свој тој не зема, песна ни подарува. Име драгоцено, надеж има во него. Име драгоцено на земја и небо. Штом пристигнеме на небо, ке му се поклониме. Исус крунисан ке биде, славен цар и господар. Име драгоцено, надеж има во него. Име драгоцено на земја и небо. Сега ќе вас замолам да се исправате за молитва. Навистина подрагоцено име за нас нема, о Господи Исусе, од Твоето пресладко и славно име, под небото, на оваа земја, име на кое можеме да се повикаме, име кое можеме да го побараме, име во кое добиваме опростување на нашиот грев, но добиваме и вечен живот. Ти благодараме за тоа што Ти дојди и ни се објави, како оној кој навистина има власт да опростува и да спасува, како оној кој го бара загубеното, оној кој го подига подграбавеното и она кој е напатено, го охрабрува и го утешува, оној кој е разочаран, без смисла во животот, Ти го исполнуваш неговото срце со вистински добро, со вистински живот. Секој оној кој доаѓа кај Тебе и го бара името Твое, го бара лицето Твое, Ти се откриваш во право време. Ти благодараме за тоа што Ти си ни се открил и нам, и додека бевме далеко од Тебе, Ти не побара, Ти не ја понуди Твојата испружена рака, да се фатиме за неја, да не подигнеш, да не исправиш и да не поставиш пред Тебе. Ти благодараме за таа добрина и за таа благодат која Ти ни ја покажуваш од ден во ден. О, Господи Исусе, и за изминатата седмица Ти благодараме и за деновите во неја, за различните искуства кои можевме да ги имаме, во кои можевме да послужиме за благослов на другите околу нас, или пак ние да бидеме благословени преку другите, преку кои Ти действуваш и содействуваш. Ти благодараме за тоа што Ти не остави, но можеме да кажеме до тука, навистина Господ ни помогна. И Те молиме, Господи, за понатаму. Те молиме и за овој час, кога сме овде заедно, Ти да ги провериш срцата наши, мислите наши, да ги преиспиташ нашите нозе, по кој пат одат и се движат. Нашата душа и нашиот дух да бидат поттикнати и подкрепени од Тебе, Господе, за навистина да останеме на патот на животот, на патот на благословот, на патот на светоста, кон кој Ти си не повикал. И Те молиме, помогни ни, таму каде што паѓаме и не можеме самите да се справиме против злото кое вои околу нас, против гревот кој вои околу нас. Помогни ни, за да извојуваме победата со помошта и силата Твоја. Да бидеме навистина луѓе кои сакаш да ги имаш Ти пред себе, кои го мразат гревот и злото и се оддалечуваат
од Него во секоја форма и се прилипуваат се повеќе кон Тебе и кон следењето на Твојата волја. Да, Боже Небесен, Те молиме не само за нас овде кои сме, туку и насекаде каде што тоа утре се проповеда Словото Твое, Ти да бидеш таму, помеѓу двајца или тројца или во поголем број, нека Твојот дух биде помеѓу нив и го води духот нивни. За секој насекаде да може да се радува и да Те прославува, доживувајќи Те одново во близината своја, преку Твоето действување и Твоето присуство. Но Те молиме, Господе, и за оние кои не можеа да бидат на таквите собирања, кои се болни, изнемоштени, кои се стари, или разочарани, или на пат, Ти ги знаеш причините на секој да најдобро. Затоа Те молиме, погледни според нив и подели според вистинските потреби на секој оној кој очекува од Тебе, повикува кон Тебе и се надева на Тебе. Да, Господе, погледни милостиво и на нашите блиски, роднини, пријатели, кои што се уште не Те познаваат, кои што се уште се далеко од Тебе. Смилувај им се и повикај ги, Господе, објавувајќи им се во нивниот живот, откривајќи им смислата на животот, дека таа се крие само во Тебе и во Тебе наоѓаат вистинско исполнување на секое срце. Да, Господе, на Тебе се оставаме, кон Тебе повикуваме и на Тебе Ти се молиме. И во овој час Те молиме почујни, кога повикуваме кон Тебе онака, како што некогаш Ти ги научи Твоите ученици. Отче наш, кој си на небесот, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како е на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и опрости ни ги долговите наши, како што и ние ги опростуваме на нашите должници, и не воведувај во искушение, но избави не од лукавиот, зашто е Твое царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Нека во положение да слава на Бога за наша духовна радост и подкрепа и спеем и песната број 67. Сладка вест за Господ Исус дојде од небо. Вчера, денес и за вечност исто станува. Спасител за грешни души, лекар небесен, тешител на тажни срца, верен пријател. Вчера, денес и за вечност исто станува. Околу нас се семенува Исус никогаш. Славен Спасител, вчера, денес и за вечност ист останува. 67 број. Semenova, Isus.
плател нам сите грешни, вечен Спасител. И Тебе кани денес, дојди кај Него. Не те кара, не те суди, рака подава. Божја милост Тој ти нуди, вечно простува. Вчера, денес и за вечност ист останува. Околу нас семенува Исус никогаш. Славен Спасител, славен Спасител. Вчера, денес и за вечност исто станува. Силен бета, бурен живот, Исус мирува. Без страх дојди и ти душо помош побарај. Пристапи со силна вера, не ке зажалиш. Нова надеж, нова сила ти ке добиеш. Вчера, денес и за вечност ист останува. Околу нас се семенува Исус никогаш. Славен Спасител, славен Спасител. Вчера, денес и за вечност исто станува. Во продолжение ќе прочитам од Евангелието според Лука, 4 глава, од 21 до 30 стих. Евангелието според Лука, 4 глава, 21 до 30 стих, вели вака. И почна да им говори: денес се исполни ова писмо што го чувте. И сите му потврдија и се восхитуваа на неговите благодатни зборови што излегува од устата негова и велеа: не е ли овој синот на Јосиф? А тој им рече: некој од вас сигурно ќе ми приговори со оваа изрека: лекаре, излекувај се сам,
направи го и овде во твојот роден крај она што чувме дека се случило во Капернаум. Па им рече: вистина ви велам, ниеден пророк не е омилен во својата татковина. Навистина ви кажувам, имаше многу вдовици во Израел во времето на Илија, кога се затвори небото 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. И кај ниедна од нив не беше пратен Илија, но само кај една жена вдовица во Сарепта Сидонска. И имаше мнозина лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј, но ниеден од нив не се очисти, освен сириецот Нееман. А кога го слушнаа тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев. Па станаа, го истераа надвор од градот и го одведоа на врвот од еден рид, каде што беше созидан нивниот град, за да го турнат од озгора. Но тој помина меѓу нив и си отиде. Драги браќи, драги сестри, драги присутни, сигурно ви е добро познат тој текст и знаете дека тој е продолжение од оно што претходно се случува, а тоа е од почнувањето на јавното делување на Господ Исус Христос на земјата. Откако беше великрстен во реката Јордан од Јован Крстител, Господ Исус беше одведен преку Духот во пустината, каде што беше 40 дена и 40 ноќи, ништо не јадеше и не пиеше, вели, и кога се врати, отиде, како и вообичаено, во синагогата. Само како едно подсетување дека тој, откако веќе настапи и официјално и беше потврден од небото: овој е мојот возлюбен син, во кога е мојата волја, не го слушајте го, тој не дојде како што мнозина се поставуваат, седнати на фотелјата и сега тие го имат зборот што и како треба. Да почнува да прави чистка пред себе, според неговото убедување што е добро, а што не, да ја покажуваат својата сила и моќ. Напротив, Господ Исус не го негира животот на израелците, но вели како и вообичаено отиде во синагогата. Тој не кажа: повеќе нема да ме видите таму, зашто се само лицемери и корисници, искористувачи, озборувачи. Туку тој отиде токму помеѓу нив и почна, откако му го дадоа свитокот, да го чита делот од книгата на пророкот Исаија, кој зборуваше за него. Дека тој е оној кој ќе ги утеши нажалените, кој ќе ги подигне паднатите и подсвиените. Тој е оној кој ќе донесе мир и вистинско ослободување на срцето и душата од вината заради гревот. Тој е оној кој ќе спасува и избавува, не од надворешниот непријател, туку од оној кој се крие во нас, од ѓаволот кој често пати не искушува и сака да не наведе на грев. Тој е оној во кого има вистинска помош. И тој не оди кај оние кои се здрави, кои се цврсти, кои смело одат напред, туку оди кај оние кои навистина имаат потреба од неговата помош и повикуваат за таква помош. Овој изводок сега овде од Евангелието според Лука е еден од најдраматичните моменти во раната мисија на Господ Исус. Тој го значува преминот од воодушевување кон отфрлање, откривајќи тешката вистина дека пророкот
често е најмалку ценет каде? Дома. Најмалку е ценет дома. Денес се исполни ова писмо. Тоа е прогласот кој излегува од Господ Исус. Една шокантна изјава за тие кои се таму. Но прво вели овде словото, тие се восхитуваа. Може би се уште како да нема разбрано што точно слушнаа. Како некој кој ќе го прашаш што беше проповедта во недела? Многу добро беше, многу убаво зборуваше проповедникот. А зашто зборуваше? Чекај, сега ќе ми текне. Сега не ми текнува баш, ама беше многу убаво. А не може да се сети на ништо. Така и ова група на луѓе кои се наоѓа во синагогата се восхитува од една страна, а од друга страна како да не разбрала баш точно што беше кажано. И огледаме понадолу развојот на нивната ситуација. Како почнаа полека, некои нешто да ги разбираат, а некои се уште до крај не ги разбраа. Господ Исус вели дека Месијата, односно тој не вели дека Месијата ќе дојде некогаш, туку дека тој е веќе тука, пред нив. Со тоа тој директно си го припишува себе си пророштвото на Исаија за ослободување на заробените и лекување на болните. И кога почнува Господ Исус да им зборува, односно продолжува да им зборува понатаму, како што реков, првата реакција беше позитивна на народот, на таа група на луѓе, се чудат на неговите зборови, но набрзо се појави нивниот скептицизам. Набрзо се појави во нив презирот кон оној што е пред нив. А презирот е нешто многу страшно. Не треба никој да презираш. И кога си во подобра ситуација од него, и кога ти подобро оди на него, никој пат не го презирај другиот. Затоа што вели Господ го подига понизениот, го подига оној што е запоставен, што е изоставен, што е презрен, за да го посрами силниот. Никој пат не презирај. Тука почне да доаѓа до израз нивниот скептицизам и со тоа и презирот наспроти Господ Исус Христос. Тркалото во животот се врати. Не знаеме што ќе стане од нас утре. Денес можеби живееме добро, но утрешниот ден не е наш. Не знаеме каква ситуација ќе нас најде. И тркалото може да се заврати. И затоа најдобро е смирено и кротко секој ден да го врви својот пат пред Господа, со почит кон секој еден кој е околу него и пред него. Од најмаленкиот до најголемиот, со почит према сите. Во текстот овде ни се вели дека почнаа да зборуваат. Не е ли овој синот Јосифов? Не е ли овој синот на Петар, синот на Ѓорги, синот на Илчо? Тие не можат да видат мудрост кај некој што го виделе како расте.
што го гледале како расте помеѓу нив. Тие ја исклучуваат можноста дека Бог може на посебен, на свој начин да действува во некој човечко срце и да го промени или да го исполни со нешто посебно. Таквите луѓе се држат само на човечкото. Полни со скептицизам и презир. Замислете една млада личност од мало место, која станала некој врвен експерт, доктор во некоја област, и после подолго време или одредено време се враќа назад во родното место. Да сподели совет или знаење со своите, со блиските, со сонародниците. Знаете, кога некој заминува и го напушта своето родно место и оди во туѓина, почнува да станува најголемиот патриот. Затоа што е одделен од своите, од блиските, од местото каде што бил во детството, во младоста, посебно почнува да му станува драга неговата земја или неговото место. Често пати размислува, да сум сега таму, ќе направам ова, ќе направам она за мојот народ, за моите сонародници, еве сега имам можност само да сум таму. И може би доаѓа тој момент кога сака на некој начин да помогне на своите сонародници. Што велат старите соседи? Често пати велат: што ќе ме учи тој мене? Јас му менував пелени. Јас го држев на раце, јас го одгледав. Јас бев цело време првиот комшија, најблизок. И сега тој ќе ми кажува мене. Таквите луѓе, драги браќи и сестри, мислат дека го познаваат неговото потекло. Оваа група на луѓе што стојат пред Исус, па затоа не можат да ја прифатат неговата божествена природа. Не може да го прифатат Божиото објавување во него и преку него. Нивната блискост со обичниот Исус станува пречка за верата во Месијата Исус. Само заради нивната блискост. Често пати можеби и ние сме слепи за големината на луѓето околу нас, само затоа што ни се премногу обични или познати. Затоа треба секој еден од нас да се пази од таквиот синдром. Да не избрзува, да не пресудува однапред, да не презира. Нека, ајде да видиме што сака Бог да ни каже. Може би има нешто да ни каже преку него, преку неа. Овде се поставува прашањето: дали и какви срца имаме? Како срцата на оваа група која е пред Господ Исус, затворени, или пак нашите срца се отворени за Божието действување? Затворени или отворени срца? Понатаму Господ Исус продолжува и ги предизвикува на еден начин. Тој го чита нивниот ум, ги знае нивните мисли, затоа што вели Словото, немаше потреба некој да му кажува што има во човекот, зашто тој самиот најдобро знаеше што има во човечкото срце и во човечката глава. И затоа им префрла
Може би ќе кажете, излекувај се прво сам, или направи некој од чудата што ги направи во Капернаум. Да, токму такви беа тие кои беа пред него. Каков си ти, кој стоиш пред Словото Божјо? Колку луѓе денес среќаваме кои само сакаат да видат некој чудо за да поверуват. Ако Бог го направи ова, ако ми се обиви, ако ми го каже тоа, тогаш навистина ќе верувам. Господ Исус знае дека тие луѓе бараат чуда за да го забавуваат својот егоизам. За да ги соочи со нивната духовна гордост, тој им спомнува. Назарјаните сакале Исус да направи некое чудо, за да ги импресионира, исто како што слушале дека правел на други места. Тоа се луѓе кои веруваат само ако добијат нешто за возврат. Ако им се исполни некоја желба, ако оздрават веднаш, или ако добијат, може би на лотарија. Ако не добијат чудо, веднаш се вратат против верата. Неодамна слушнав се еден пример за некој човек овде од Колешина, многу поодамна, кој изгледа и самиот е бил еден таков човек кој барал само чуда. Тој се разболел, бил многу болен и почнал да се моли: Господи, ако ме оздравиш, ако дадеш повторно да бидам здрав, еве, ќе продадам кравата што имам и сите пари ќе ги однесам во црквата. И наскоро навистина Бог дал тој да оздрави. Тој сега се нашол некако натесно затоа што не му било баш многу мило тоа што го кажал претходно. Како некој мало дете кој вели: пу не важе. Ајде по втор пат, по трет пат нешто да се измени. Но тој сепак сакал и пред другите кои го слушнале тоа да остане на својот збор и отишел да ја продава својата крава на пазарот. Но имал со неа и една коза. И кога го прашале колку пари кравата, како сега да кажеме, 100 евра. Па тоа е добра цена. Ја земам. Не вели, чекај. Кравата оди во пакет со козата. Ако ја земеш кравата, мора да ја земеш и козата. Добра, а колку е козата? 700 евра. Некои се заминале, но некој друг повторно си направил пресметка: па добро, 100 еври, 700 евра, па тоа е вистинската вредност на кравата. Хајде ќе ги земам. И во црквата ги носи парите од кравата. Луѓе кои само за некаква корист сакаат да веруваат и да искажат одредена доверба и препуштање на Бог. Само ако видат некој чудо, спремни се да ведат многу нешта, но таквиот нема да стигне многу далеко. Ке си остане зачуден кога еден ден ќе го слушне гласот: оди си од мене, не те познавам. Ама јас, Господи, секој ден бев во црквата. Оди си, не те познавам. Ти кој правеше и вршеше незаконски дела. Кој многу повеќе го посекуваше материјалното и користа, отколку што навистина срцето ти беше предадено на мене.
ќе каже живиот Бог. Ако не добијат некој чудо, веднаш се вртат против верата, против оној кој стои пред нив. Но секој ден треба да знае дека верата не е трговија, не е средство за трговија. Исус одбива да биде волшебник кој исполнува желби за да се докаже пред сениците. Тој не ги исполнува желбите на сите посебно, но го прави оно што навистина е неопходно за човекот да може да живее еден вистински исполнет живот. Исус ги разгневува со граѓаните кога вели дека Илија и Елисеј им помогнале на тугинци, а не на своите. Израелецот размислува и така размислува дека Бог е само за нив, дека тие се сами во тој свет и дека Бог не треба да се свртува кон никој друг. Тоа било главното размислување. Тие се избраниот народ и само тие ги имат сите привилегии. Но Бог сака да открие нешто друго. Преку тој пример кој што Господ Исус им го кажува. Илија не беше пратена кај никоја друга жена, освен при вдовицата во Сарепта Сидонска, тугинка, која не беше израелка. Кај неа беше испратен Божиот човек да биде нагостен, да биде угостен, да биде згрижен. Како само таа да се најде праведна во Божите очи. Ова е нешто слично како во едно семејство, еден од членовите да почне да помага на соседите или на луѓе од друга вера или нација. Додека неговите најблиски му замируваат. Зошто трошиш време на нив, кога и ние имаме проблеми? Да, Господ Исус вели, почнете од домот Израелов, кога им вели на апостолите, на учениците, да проповедат Евангелието и да служат. Почнете од домот Израелов, но тој не вели останете таму. Тој ги изгони во светот за да ја доближе својата милост и благодат и до другите народи. Бог има во предвид да ги спаси и другите народи, сите оние кои ќе се отворат за Него, кои ќе отворат своето срце, од кои што народи сме биле дел и ние. Почни од дома, не ги скокај, но продолжи понатаму. Не останувај цело време на едно место. Зашто тогаш ќе излезе дека како да си го фрлаш бисерот пред свињите. Најчесто оние кои се околу тебе нема да те разберат и нема да те примат. Му ги мене в пелените и сега тој на мене ќе ми кажува. Почни од дома, но продолжи понатаму. Срцето на Господ Исус, срцето Божјо е универзално. Тоа не е ограничено само на одредено место и на одреден човек. Тој не подсетува дека Божјата љубов нема граници, додека нашиот егоизам често сака да ја резервира добрината само за мене или само за нашите. Навистина жално е кога доаѓаат разни помошти, како хуманитарни помошти во некои црковни заедници, и кога ќе видиш како луѓе кои имат или кои добиле или кои можат да имат доволно, грабаат уште повеќе и повеќе како самите тие да се тука, не земајќи ги во предвид потребите и на другите околу нив. Што повеќе самиот тој да зграби. Но Бог сака добрината Негова да се споделува многу подалеку и многу пошироко. За љубовта Негова да биде вкусена уште од многу срца и да имат прилика да бидат исполнети со неа.
Исто, и Елисеј беше отворен и спремен да действува и да покаже милост на сириецот Нееман. Тој не беше израелец. Но тој рече, доведете го тука и да види и да познае дека има жив Господ, дека Богот на Израел е жив и вистински. И тој треба да вкуси од неговата добрина и да се пресведочи во тоа. Божјата благодат не е собственост на една нација или група на луѓе, туку им припаѓа на оние со отворено срце. Затворено или отворено срце. Господ Исус почнува од домот свој, од Израел, но и понатаму вели, дојдете кај мене сите изморени и обременети. Бара срца кои се отворени за него, имат потреба од неговата помош. Реакцијата на луѓето околу него е насилна. Во продолжение читаме во Словото како тие сакаат да го турнат од карпата надолу од зидот во провалија и да го убијат. Ова е првото наговестување на идното страдење на Господ Исус и неговото распнување. Кога Господ Исус им ја кажа вистината во очи, тие веднаш сакаа да го фрлат, вели, од карпата. Многу ги доболе. Ова денес ми го нарекле модерниот поим cancel. Верувам дека ви е познат, го срќавате на компјутерите, по телефоните. Кога треба да се пријавиш нешто, кога треба да реагираш некаде, обично имаш потврди или одби. А поимот англиски за одби е cancel или прекини. Прекини тоа што го има тука пред мене. Стопирај го. Одмавни го. Cancel култура на социјалните мрежи. Штом некој ќе каже вистина која не ни се допаѓа или која не разобличува, наместо да размислиме, може би тргнуваме токму по тоа копче. Cancel. И сакаме, може би, или некој посакува другиот да го фрли од карпата. Затоа што почнало да разоткрива одредена вистина. А вистината најчесто боли. Сепак, ако срцето е искрено за вистината и за правдата, Бог ќе ја даде и потребната сила за да се избори против тоа да се преиспита себе си, што и како понатаму, дали треба да се коригира некаде, да се поправи во нешто, или пак ќе продолжи по тој црн пат за кој зборува вистината. Кај мнозина, кога ќе слушнат вистината, ги здоболува. И најчесто првата реакција на болката е агресија наместо покаяние. Контранапад. Чекај сега, јас ќе му кажам на овој, ќе види он. Зарем тој нема некои скришни или такви и такви дела. Наместо човек да се преиспита себе си, да се моли и да бара Бог да му открие и да му помогне, почнува со агресија, со против напади. Тоа најчесто изгледа како најдобрата одбрана пред луѓето можеби, но не и пред Бог. Бог бара срце кое ќе биде соочено со вистината, да биде отворено за неа. Да дозволи да биде променето.
да се исполни, да биде исполнен со нова сила, со нова храброст, да се спротистави на неправдата која се крие во самото него и во таквиот живот. Да бидат исправени кривите патишта. И потоа патот да води заедно со Христос. Не покрај него, туку рака за рака. Заедно со него. Што се случува понатаму? Кога срцата се затворени, тогаш и денес, кога упорствуваат и барат своји собствени интереси, а не се застапуваат за вистината, Господ Исус едноставно поминува и си заминува од таквата средина. Дали ќе дозволиш да се замини од кај тебе? Верувам дека многу пати во нашиот живот има моменти кога се наоѓаме во една таква ситуација. Дали нашето срце ќе остане затворено или сепак ќе се отвори? Дали Господ Исус ќе дозволиме да проложи понатаму или ќе го задржиме во нашиот живот? Ово не е само физичко избегнување на опасноста од страна на Господ Исус, туку демонстрација дека неговиот час се уште не е дојден и дека неговиот авторитет е над нивната омраза. Колку и да се бунат, тие се уште не можат да му направат ништо, затоа што не е дојден часот, времето и моментот. Кога Бог го одредил часот, кога ќе дојде за тоа, тогаш никој не може да го запре. Но затоа да се потрудиме секој ден од нас, додека патуваме низ оваа земја, секој ден да го расчисти својот однос со живиот Господ, со другите околу него. Кој што вели Господ Исус, додека патуваш кон судот, гледај да се помириш со твојот противник на време. И секој ден веднаш треба да размисли колку противници има. Луѓе што се против него и дали навистина бараш начини и можности да живееш во мир со нив, пред се со Бог, расчистени сметки со него, а потоа и со секој еден друг околу тебе. Дали бараш начини на помирување, на смирување на целата ситуација, или пак воопшто не ти е важно? Овој текст не повикува да се запрашаме дали ние го ограничуваме Бог со нашите очекувања, дали сме подготвени да го препознаеме светото во секојдневните луѓе околу нас, Божиото присуство и неговото действување, или чекаме само спектакуларни докази за да поверуваме и да му се предадеме одново и одново. Исус поминал низ средината на разбеснетата толпа и си заминал. Тоа ни покажува дека вистината не може да биде уништена со гневот на толпата, со гневот човечки и ѓаволски. Таа едноставно продолжува по својот пат, оставајќи ги оние што ја отфрлиле во нивната сопствена горчина. Вистината не може да биде уништена од човек, затоа што таа излегува од Бога, бидејќи самиот тој е вистина. Имаме само едно нешто што можеме најдобро да го направиме. Да и се приклучиме, да ја прифатиме и со неа и за неа да живееме секој ден. Наместо негодување и спротеставување, кажеме, да, навистина, јас сум таков. Од тоа треба да се променам. Гледам дека не му е мило на Бог таквото моје однесување, таквите мои зборови, мојот карактер или моите дела.
треба и сакам да се променам. Таквиот човек кој така размислува, ќе падне на молитви и ќе бара сила од Господа и неговото водство. А Бог ќе го направи останатото. Затворени или отворени срце? Секој нека го преиспита своето срце и нека го донесе својот прав одговор пред себе и пред живиот Господ. Тој сака да му припаѓаме на Него и за тоа дојде да не побара и да не пронајде. Тој нека му дозволиме да биде прославен во нашиот живот. Исус Христос, на кој му припаѓа секоја чест и секоја слава и секоја прославување. Сега и во сите векови. Амин. Сега продолжение ќе замолам да се исправите за молитва. Колку јасно и отворено е Твоето Слово, Господи Боже наш, кој ни го испраќаш и ово утро, укажувајќи на тоа дека и нашето срце може така да се однесува, како срцето на оние кои стоја пред Тебе, Господи Исусе, во синагогата во тоа време, затворени во себе, во нивните разбирања и размислувања, неотворени за Тебе и за вистината која Ти ја носеше. Те молиме, Господи, помогни ни нам, секогаш одново да ги преиспитуваме нашите срца, нашите постапки, нашите зборови, сето наше однесување, за тоа да се одветствува на волјата Твоја. Секој пат да бидат нашите срца отворени за Твоето действување и за Твоето присуство. Те молиме, водине по патот на правдата, на вистината и на светоста на Твоето Слово. Со благодарност истапуваме пред Тебе, о Господи Боже, и со благодарност се оставаме на Твоето водство и на Твоите грижи понатаму. Те молиме Ти погледне на секој понизно и кротко срце пред Тебе, исполнувајќи го со Твоите благослови, правејќи го да биде благослов и за другите околу него. Во се, нека да бидеш Ти прославен, а ние ќе се радуваме, ќе се веселиме, со благодарност истапувајќи пред Тебе, заради Твоето действување и Твоето објавување во нашиот и во животот на многу други околу нас во овој свет. Те молиме послушање заради името на Твојот возлюбен Син, а нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Нека во продолжение сега за слава на Бога и за наша подкрепа духовна ја испееме песната број 326. Се му предавам на Исус од срце доброволно, нему вечно ќе му служам, за него ќе живеам. Се ти предавам на Тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. 326 број. Се му предавам на Исус од срце доброволно, нему вечно ке му служам, за него ке живеам. Of
понизно кај Исусовдам, живота му посветам. Се ти предавам, се ти предавам, на тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. Се му предавам на Исус, сосем Негов станувам. Духот Божи на ме полни, смиреност да чувствувам. Се ти предавам, се ти предавам, на тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. Се му предавам на Исус, тебе си се предавам. Дај ми, Боже, љубов, сила, благослов подари ми. Се ти предавам, се ти предавам, на тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. Сега, што беше најавено претходната недела, оваа недела ќе имаме отчет на финансиите, затоа ќе замолам благајникот да излезе и да ни ги представи.